Имав едноставно револт во мене. Ме разбираш, едноставно се шеташ покрај езеро, се шеташ по улица и гледаш пластики, брат, ѓубриња на сите страни. Другари, ентузијасти што имаме слични размислувања, направивме муабет да организираме една акција. Се сретнавме, бевме на едно предавање за екологија од Ајде Македонија, постојат уште тие. Се занимаваат со проекти за екологија, за исхрана и така натака. Таму се најдовме, така почна све, преку Охрид СОС, со нив соработвевме. Али најчесто сами си делувавме. Баш на првата еколошка акција, или на Чист Охрид, присуствував и баш на исто ова место. Беше првата, нели? И по гледање во фактичкава состојба можам да констатирам дека најверојатно и на 6-тиот роден ден ќе правиме пак тука акција, пошто е премногу расфрлен. За мене лично е социјален проблем наша еколошка катастрофа, кој ќе ја поразглабиш малце. Али решението е многу едноставно, не фрлај ѓубре на улица. Иницијативата ни беше да имат поќе зеленило. Тоше таму кај што имат зеленило да излезат на површина, да не бидат покриено со пластика и останато ѓубре. Акцијава, едноставно чистењава, например конкретно се Чист Охрид, не е поентава Чист Охрид да стане паракомунално предпријатие или чистилиште нека. Значи, тоа е некој своевиден младински бунт против, не знам како би се рекло тоа, не знам, генерална еколошка девијација. Така што тоа е само една метафора на отпор. Јас лично верувам дека треба сам да си преземеш иницијатива во животот. Кога ќе видиш ти се таква гледка, особено на крај брежјево покрај езеро, кај што е едноставно преуа плажа, во Лабино ќе ја земе кој најубав пример. Цело време се таложи ѓубре и ништо тука не се превземат. Па едноставно ти пукат филмот, така. И си викаш, окей, чим никој ништо не превзема, ајде ние што имаме правено муабет на темава, дај ќе се собериме, колку мој да е тешко да кренеш ѓубре, како што го фрляш, така и го креваш. Наредниве генерации ги гледам дека се многу понапредни и посвесни од нашиве што беа. И уште еден момент што ме радви е тоа што Чист Охрид кога почна тоаш 2015 негде, јас искрено во Македонија нема видено такви некои иницијативи, а сега веќе имат еден куп организации со кои што и Чист Охрид заедно во акции Стапвел. Дека е сменето нешто од тој ден па до ден денеска е да, стварно е крената свеста на едно видно ниво, можам да кажам, пошто сека втора недела имат акции, мислам, од други организации организирани, не само ние. Најбитен фактор е образовниот процес. Значи, образовниот процес може да ги воспостави контурите на една индивидуа, да го моделира, да го обликува нејзиниот вредносен систем, во кој што нема да разговараме за тоа дека е лошо да се фрли, дали е лошо или не е лошо да се фрли ѓубре во животна, мислам, во околинава кај што живееме, мислам, тоа е нонсенс. Институционално само би се решил целиот процес, институционално,
Не дека ова што ние го правиме ко иницијативи неформални или формални, не може тоа да го, мислам, многу е голема придобивка, меѓутоа институционалниот карактер е најбитен. Затоа, а соработкава меѓу институции, меѓу организацииве, секако дека ќе придонеси и таква една, не знам, некоја поголема мрежа соработка. Па мислам дека за да се тој до едно одредено ниво дека Охрид ќе е чист, е многу битно секој да се посвети на околина кај што живее. Самиот факт што тие веќе го име тоа вметнато во програмава, за мене е индикатор дека народов размислуваат на таа тема. Дека нема политичка партија да ти кокетираат со нешто што не го интересираат на обичниот човек. И сите, пак ќе се навратам на тоа, сите тие проекти за еколошки проекти што се најавени сега, за мене барем лично буди некоја надежда дека во иднина ќе се поправи ситуацијава.